А денешниот ден на 10 септември 2025 година среда ќе биде запаметен како денот кога се одржа во Скопје првиот регионален спортски самит. Колешката Анита Никушева Јованчев се јавува во ова второ вклучување оттаму. Последните подготовки се во тек, во некои 10 и 15, ани како се последните информации, започнува самитот и директниот пренос на македонската телевизија како медиумски покровител. Те слушаме. Добро утро, Јувана. Да, веќе пристигнуваат првите гости на првиот регионален спортски самит тука во Скопје, во нашата Македонија. Утрово разговарам со Златко Андоновски, потпарол на Фудбалската федерација на Македонија и еден од модераторите на овој голем настан. Златко, добро утро, како си утрово? Добро утро, малку уморно. Знаете, синоќ имавме надпревар со Македонија до 21 година во Битола на стадионот Петар Милошевски. Ама кога се во прашање вакви настани кои можат да представуваат прекрасна идеја за развојот на спортот во Македонија и споделување искуства со убави гости, со паметни гости, тогаш е сосема во ред. Да, многу познати спортски имиња ќе бидат дел од овој прв регионален спортски самит. Од тука каква е иднината на спортот во нашата земја, меѓутоа и во регионот? Каква е соработката? Мора да биде на високо ниво, мора да се споделуваат информации. Ние сме блиски, секако и географски, и тоа е една од причините за тоа што мораме да соработуваме. Видов тука во фоајето во хотелот Хилтон во Скопје присутни големи светски имиња на спортот, Лино Червар, Предраг Мијатовиќ, представници на Министерството за спорт на Србија и на Црнагора. Тука се нашите председатели на спортски федерации и се разбира министерот за спорт. Оттаму едноставно мора да има соработка на институционално ниво доколку сакаме да забележиме некаков напредок. Знаеме ние како држава колку го сакаме спортот, колку се радуваме на успесите на нашите екипи и репрезентации, но мораме сите заеднички и во насока на подобрување на инфраструктурата и во припадноста кон екипите и репрезентацијата да го градиме тој култ и да се надеваме на подобро утро за македонскиот фудбал и спортот воопшто. А дел си од неколку панел дискусии, ќе те прашам како спортски новинар, а задоволство ли е да си во друштво на вакви големи спортски имиња? Јас сум на првиот панел заедно со Масар Омерагич, председателот на Фудбалската федерација на Македонија. Веројатно е удобно и од негова перспектива кога некој кој треба да ги брани ставовите на федерацијата е во улога на модератор. Заедно со него ќе биде и Предраг Мијатовиќ, големото име на европскиот и светскиот фудбал, поранешниот спортски директор на Реал Мадрид, сега подпредседател на Партизан. Тука е Зоран Стериев од ракометниот клуб Еврофарм Пелистер. Знаеме на кој начин тие вложуваат во спортот и во ракометот во Битола, и Михајло Михайловски, човекот кој што направи гигант од ракометниот клуб Вардар. Оттаму предизвик за сите, веројатно, да се слушнат нивните мислења и размислувања и начинот на кој што тие, како луѓе кои доаѓаат и од спортот, но и од реалниот сектор, можат да влијаат за подобро утре на македонскиот фудбал, ракомет, кошарка и спорт воопшто. На овој самит ќе се стави акценти на младите, особено на младите категории. Како човек кој што директно е поврзан со фудбалот, секојдневно си со тие млади таленти, да кажеме, ќе споминеме тука детската фудбалска лига која што е расадник на млади таленти. Колку е важна, колку е значена улогата на Фудбалската федерација во развој на овие идни спортски големи имиња? Веројатно треба да се слушне говорот на Горан Пандев, кој исто така е присутен на овој самит и ќе биде дел од отворањето со неговата приказна од Струмица, од малските игралишта до Интер Милано и европски и светски првак со гигантот од Италија. Ама многу е битна улогата и на Фудбалската федерација на Македонија кога веќе споменавте за таа детска лига, од аспект за тоа што тоа треба да биде радост, тоа треба да биде воспитување за децата, а не притисок да направат резултат или да играат во првиот тим или да даваат голови и така натаму. Победи порази ќе се случуваат кај сите, тоа е и нормално и така и ќе биде, ама од тука почнува се, од воспитувањето на децата, од начинот на кој што родителите им ја даваат љубовта кон фудбалот, а ние сме сервис за се друго, да создадеме услови и да им го покажеме патот кој потоа може да ги однесе до репрезентативно ниво. Да.
Кога веќе ја споменавте вие репрезентацијата, мора да споменам да го искористам присуството. Убаво е кога сме први на табела. Што е што следува во наредниот период? Да, не се сеќавам дека Македонија после 5 надпреварувачки кола од една групна фаза била на прво место во квалификации за европско и светско првенство. Сега е така, сега сме во позиција па и сами да одлучуваме за нашата игрина во таа група која може да ни донесе или пласман на светско првенство или бараж за учество на Мундијал. Одиме во Белгија, во Гент на 10 октомври, 3 дена подоцна ја пречекуваме екипата на Казахстан. Квалификациите ги затвораме во ноември со надпревар против Велс на гостински терен во Кардиф. Распоредот е тежок, ама играчите се свесни за тоа што ги очекува и што може да им донесат тие надпревари. Се пласиравме на едно европско првенство, на две поточно, и младинско и сениорско. Ова може да биде заокружување на кругот за таа генерација која што долги години не радува и има енергија да ја сплоти нацијата и дај Боже да се радуваме на добри резултати, иако ќе биде екстремно тешко, а знаеме какви се очекувањата на македонската јавност кога е во прашање фудбалската репрезентација и спорт. Да, меѓутоа расположението на публиката е на повисоко ниво. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме токму тука за прилика еден час. Ќе ја поканим уште нашата колешка Јована. Благодарам што имаш. Јована, те очекувам и тебе наскоро, затоа што полека се формира онаа група која што е задолжена за денешниот директен принос на македонската телевизија од првиот регионален спортски самит. Да, и како модератори на панел дискусии, Јани, ти благодарам. Наскоро доаѓам и јас, колешката Анита Никушева Јованчев, колегата Бранко Чупески и го видовте портпаролот на ФФМ Златко Андоновски.